Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. Денес сме тука пред местото на трагичниот настан. Денес е 8-миот ден од трагичниот настан во која 14 пациенти и нивни блиски ги изгубија животите и се уште нема никакво конкретно превземање на одговорноста за тоа. Единствена дебата која се развиваше и се уште се развива се однесува на прифаќањето или неприфаќањето на оставките. Ова представува намерно тактизирање со цел релативизирање на состојбата преку која се обидуваат да ја избегнат одговорноста. Ова што се случи во Тетово е само врвот на ајсбергот и е доказ на криминалот, кој е вкоренет во државните структури. Ова болница со години наназад е во мизерни услови, со нечовечки услови, со хигиена и безбедност во сите стандарди. И сето ова последица на заложништвото од страна на политичките партии. Самиот факт меѓу жртвите има и членови на семејствата кои биле приморани да се грижаат за нивните блиски. Представува уште еден криминален чин за кој обвинителството треба да бара кривична одговорност од раководството на болницата. Со ова треба да се стави крај на раководството на Тетовската болница од страна на партиски кадри, бидејќи партизираното здравство ќе продолжи да создава трагични настани како овој настан. Нажалост, правдата во оваа држава многу пати не е задоволена поради притисок, корупција и заканите. Нашето барање за одговорност за 14 жртви во никој случај не треба да се смета како политизација на трагедијата. Истрагите треба да се спроведат без да се поштеди било кој и без разлика на нивната држава или политичка позиција. Нула толеранција за култура на неказнивост. Доста е, бидејќи злобата зеде преголем замав. Воспротивно, реакцијата на тетовчани ќе биде многу остра. Да го направиме Тетово град со безбедна и функционална болница за сите.